Актуелен проблем низ Велес е паркинг место за превозните средства. Дел од граѓаните велат дека сообраќајот е хаос, а секој паркира онаму каде што ќе му текне. Ние спроведовме анкета на терен за да дознаеме што мислат велешани дали е потребен платен паркинг и изградба на катна гаража. Многумина од анкетираните велат дека Велес има потреба од платен паркинг и катна гаража како единствен излез за решавање на оваа проблематика. Што мислите за идејата платен паркинг, дали е потребна катна гаража на Велес? Обавезно ни е потребна катна гаража ради тоа што нема доволно паркинг места во градот. Па требало да има, еве, ако помине возило за чистиње снег, коли ја сметаат. А идејата за катна гаража? Па и тоа може, ако има средства. Други пак потенцираа дека платениот паркинг ќе биде уште едно дополнително плаќање, а во оваа корона криза граѓаните нема да може да си го дозволат. Потребен е. Паркинг по секој случај е потребен, било каков да е. Поарно да е платен, отколку да не е платен. Па нека се направи, не е проблем. Само не знам колку ќе можат да плаќаат граѓани. Моментално не е потребен зашто луѓето се у многу тешка состојба и сега што доаѓаат луѓе од страна ќе паркираат, а нема кај да паркираат, а треба да платат, они не знаат како да плаќаат. И прво финансиските услови се оваа криза не дозволува такво нешто. Они требаше да го направат тоа со катни гаражи одамна, ама тоа не го направија, више, ама сега моментално не е доброто. Инаку неодамна пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски го обвини градоначалникот Аце Коцевски за неисполнетото ветување. Единствено нешто што може да помогне во тој дел е изградба на катна гаража. Градоначалникот на Велес тоа го вети, не го исполни. Мислам дека кажа дека 2018 или 2019 година катната гаража ќе биде готова, гледаме дека помина тоа време, така што кредибилитетот на неговиот збор е изгубен. Она што ние можеме да го ветиме да се обврземе пред граѓаните, како во други општини, така и во Велес, ова да биде решението за проблемот со паркинг.